30 фармери и фирми кои нудат механизација и производи за поквалитетно земјоделско производство ќе бидат дел од првиот агросаем во Струмица што го организира Сдруженијето Проагрофармери, а ќе се одржи в петок и в сабота. Целта на овој саем е да се промовираат градинарските производи, но и новата технологија, репроматеријали и механизација на земјоделско производство. Саемот ќе биде одлична можност каде што фармерите ќе можат да го представат автентичниот начин на производство на градинарски производи, додека пак изложувачите ќе ги представат последните технолошки достигнувања во производствениот процес. Учество на саемот ќе земат фирми од областта на земјоделието, од Македонија и од странство, кои што ќе искористат ова одлична можност за промоција на своите производи и поврзување со деловни партнери од цела Македонија. Вториот ден ќе бидат организирани поединечни презентации на фармерите на своите производи и презентации од страна на дилерите на механизација за најновите трендови во земјоделието. Главни цели на саемот се промоција на градинарски производи, промоција на органски производители, промоција на нова технологија во земјоделското производство, презентирање на земјоделска механизација, промоција на најновите репроматеријали кои што се користат во производството, како и презентирање на традиционалните песни јора од струмичкиот регион. Проагрофармери во изминатиот период одржа и низа едукативни работилници кај градинарите за бенефитите од примена на нови современи методи на земјоделско производство. Јанев е задоволен од резултатите. Со одржувањето на една ваква манифестација очекуваме да се зголеми информираноста кај посетителите за локалните земјоделски производи, потоа се зголеми свесноста кај производителите и кај конзументите на храна за органскиот начин на производство и за органската храна. Потоа очекуваме да се зголеми употребата на новите технологии и начини на производство, се со цел за зголемување на продуктивноста кај земјоделското производство. Да се очекуваме со зголем интересот кај фармерите за замена на старата механизација со нова, а исто така очекуваме со зголем интересот кај фармерите за употребата на најновите видови на семења и ѓубрива. Општина Струмица очекува преку овој саем да се анимира земјоделското производство како адут на оваа средина за локален економски развој. Иако аграрот не спаѓа во ингеренциите на локалната самоуправа, сепак значајно е да се спомене дека во овој проект со своји буџетски средства учествува и општина Струмица, поаѓајќи од фактот дека земјоделството е гранка од која екзистираат најголемиот број од населението во нашата општина и воопшто во Струмичкиот регион. Се надевам дека предстојниот саем со очекуваните бенефити ќе го оправда своето постоење и дека свој интерес во него ќе најдат и земјоделските производители и фирмите од областа на земјоделието и преработувачката индустрија, како и сите посетители кои ќе пројават интерес да бидат дел од него. Посакувам Агросаем Струмица 2019 година да биде успешен и да прерасне во убава традиција која ќе даде дополнителен импулс во развојот на земјоделството. Агросаемот е дел од проектот Модерно и квалитетно производство кај градинарите во Банско, Муртино и Робово, што го финансира Европската унија преку регионалната програма за локална демократија, спроведувана од програмата за развој на Обединетите нации.